Ви посакувам убаво утро и еве денеска ве носиме во старата скопска чаршија да погледнеме колку уште од оние занаати ни постојат. Денеска сме кај ковач во едно семејство кое што ите со генерации се уште коваат и се уште го негуваат овој занает. Со мене денеска и мој соговорник ќе биде Ице Зекировски, кој што со неговиот брат и научил занаетот од неговите предци, ќе ни работи ете кои што и се денеска луѓето бараат од нивната работилница. Ице, добро утро и добро дојде во здраво. Добро утро. Македонија. Како што кажав, еве генерацијски вие го работите овој занает. Кажи ми, од кого го научите твојот занает? Ова го научив од татко ми. Татко ми го научил од неговиот татко. Ние сме трета генерација, скоро 150 години. Тука сме во чаршија. Еве, ја мислам дека после мене, моите синови нема да го наследат тоа, пошто отидоа се во странство. Ја и брат ми го работиме овој занает толку време. Тешко ли е да се биде ковач? Што се Не е тешко ако го знаеш занатот, не е тешко. Си уште онака традиционално си го работите, видовме, снимевме внатре во работилницата со огин, со од што се да речеме денеска во ова модерно време се уште се бара од еден ковач. Дали се тоа коси, копачи се уште се користат? Па претежно секири клепаме. Мотики, копачи, коси, видовте коса како ја клепам косата. Така. Ножеви за касапиве? Ножеви, да, оштриме ножеви, секакви видови ножеви, макази, макази за домакинки дома што кројат, што прават. Тоа оштриме, тоа со гаранција. Еве да си правиме реклама. Да. Па добро, сепак е занат и верувам дека е специфично сето она кој што го работите и дека гарантирате за тоа. Да, секако, пошто занатот го стекнавме скоро 40 години сум со овој занат. Така. Го стекнав од татко ми. Татко ми беше доста познат тука во чаршијата. Почина, беше аџија. И сите го знаеле како аџија ковач. Го има на повеќе телевизии покажано, претежно на Шутел го покажуваат. И кога спомнавте аџија, постои таа интересна приказна дека аџиите пред да одат на аџилак мора да земат... Мора да ги сменат парите, доаѓат кај нас, пошто нашата пара е многу халал. Ние таа пара ја земаме со пот и така они претежно најчиста, претежно доаѓаат со одредена сума пари, ние ќе им ги смениме, ќе ги земеме тие, им даваме наши пари. Така. Наши пари, така да можат со халал пари да одат во аџилак. Да. И тоа сите го практикуваат, оние кои што сакаат да заменат на аџилак, да дојдат кај ковачот и да го направат. Претежно наши пријатели, повеќе наши пријатели кои што се знаеме. Они кои што го знаат. Да, они кои знаат што значи халал пара. Халал пара е тоа нашата работа, ковачка, пошто се работи све со зној. Се смета како една од најчистите работи. Најчистата работа. Да, ние ја имаме, тешка е, меѓутоа ние веќе ја знаеме. Така да лесно ни е. Така. Колку деца спомнате дека имате синови, колку деца имате? Две деца имам, една керка и еден син. Синот ми е во Германија. Така. Нема да ме наследи сигурно. Керката си работи тука, така да. Добро. Ја и жената сме тука со сопругата. Добро, колку ќе ве служи што се вели здрави, живи да сте, се живеели од овој занат. Има ли движење во чаршијата? Малку е тешко, ама Тоа го знаете. Тоа е, да. Секако се живее, што сме тука. Се живее. Немаме одредена сума, него колку за живеачка е добро. Добро, така. Ице ти благодарам многу, голем поздрав до тебе, до твоето семејство, до твојот брат, што еве денеска ни ги отворивте вратите да ви бидеме гости со утринската Здрава Македонија и еве да им покажеме на гледачите, можеби се уште оние кои што имаат дворови не знаеле дека се уште има ковач во чаршијата и работи, дека сте тука. Ви посакуваме убав ден и убава работа. И вие, благодарам за вас. Ете, почитувани, верувам дека уживавте по оваа животна приказна која што ви ја донесовме со нашата екипа од Канал 5. Останете и понатаму, бидејќи продолжуваме со Здрава Македонија. Да, токму така, навистина како што спомнав и на самиот